Добро, сега е дискутабилно колку социјалните мрежи го подобри или го влошија квалитетот на снимање на видеа, затоа што веќе секој со телефон снима, ако е интересно видеото, ќе има нели кој да го гледа, не мора квалитетот секогаш да е најдобар, ама треба многу да снимаш. И мене ми е тоа интересно затоа што често луѓето си мислат дека ај сега он нешто готви таму, па тоа ќе си го сними, па сите готвиме по дома и така натаму, ама колку сати готвење треба да влезат во тоа ти прво добро да ги готвиш тие рецепти, па да можеш нели како наставникот да ги пренесеш на тие што те гледаат рецептите и плюс да го снимиш сето тоа и да направиш ете 2000 видеа снимени. Види, зависи што е рецептот. Значи, овие наши традиционални јадења кои што реално за некој треба 3 часа, 4 часа, исто треба и кога снимаш 3 или 4 часа. Со тоа што се ние кога например како иде снимањето, ако нешто се пече во рерна 3 часа, ние го ставаме во рерна и продолжуваме со нешто друго. Ако ние би го чекале, да. Ако ние би го чекали што се заседна екипата, мислам рачунете дека екипата се плаќа од ден. Не може ние да седиме, значи не може да седи така, ние да си го чекаме се и да си гледаме уредната, тоа е не по сегду света вака како што ви кажувам. Значи тоа се става во рерна и сега добрите продукции кај што се работи на речем со сериозни екипи, обично имаат рерна во позадина, втора, трета, четврта, пета рерна, имаат фуд стилисти што паралелно ги работат рецептите. Имаат готови јадења, значи он го става во рерна, зима готово и го вади одма готовото го покажуваат. Па и кога е во живо е секогаш така. Извини што те прекинав, ама кога е во живо мораш да го имаш во бекап тоа што е направено, инаку ако чекаш да се пече заврши емисијата. Мислам нема секој што ќе помисли дека е тоа тој истиот продукт, тоа е лудост. Да ви гарантирам дека 100 од 100 не е така. Добро. Значи сум посетил и познати сетови снимачки, дури све се прави паралелно во позадина. Че работат фуд стилисти, може на скапи сетови 5-6 фуд стилисти каде што го паралелно со готвачот што го снимаат, го прави истото и одбираат од петте кој е најдоброто и го покажуваат на камера. И тоа е така функционира тој свет. Тоа е многу скапо, така функционира. Да, знам за тоа што баш во првата епизода имавме чудни професии што се многу платени во светот и фуд стилисти беа едни од тие професии кои што се високо платени, а не би очекувале, мислам. Па вака, за една реклама, пример, да речеме за храна кај што е има кај нас тоа? Има. Јас сум работел неколку реклами како фуд стилист. Пример, фуд стилисти треба за седе кај што ќе покажеш некаква аранжирана храна. Дали е бургер, дали е пица, дали мора некој да ја намести. Бидејќи камерата гледа различно, така он има поле кое што го фаќа, па има дисторзија на сликата на страните, зависи каков објектив, така. И светло треба да се намести, ајде светлото ќе го намести светломајстор. Меѓутоа, за храната да изгледа добро, може режисерот да ти рече, ми треба таму да има одраз, да светка. Ми треба да не светка. Ми лепче за бургер може да биде сјајно и да дава лош оцјај. И ти вика, не сакам да има оцјај таму. И тоа не се решава со светло, тоа го решава фуд стилист. Најчесто и храната што се снима не е за јадење, се промачкува со 300. Тоа сум гледала како. Се мачка за ако треба да свети, се мачка со глицерин, ако не треба да свети со мат лакови за кондури. Значи има многу. Ова што го гледаме на реклами ширум светот, кај што се презентира храна, тоа не е јадлива храна.